Пореката на пофалба на лудоста е едноставна, да се бориме против сите девијации во општеството. На еден саркастичен начин ги представуваме како позитивни работи сите девијации и едноставно да се замислиме малку на каде одиме, што правиме и дали е возможно да тргнеме од себе си, да почнеме да се подобруваме и да почнеме ова општество да го правиме пристојно за живење. Колку имаме пофалба на лудоста во нашето општество? Пофалба на лудост во нашето општество имаме во неизмерени дози, мислам, нема, што би рекле, стари кантар кој ќе го измери тоа. Затоа што не би го работел ако би било поинаку, како што напишал Еразмо, само лудоста има перспектива. Очигледно треба да почнеме да го менуваме менталниот склоп и перспектива да имаат паметните работи, да имаат креативните луѓе, а не само оние кои што се спремни да направат по секоја цена секакви луди работи за да стигнат до целта. Еве за крај, зошто баш ја одбра пофалба на лудоста да биде твоја прва монодрама? Дали општествените услови те наведува на тоа или? Дефинитивно општествените услови ме наведоа да ја работам оваа монодрама. Зошто би ја работел една општествена сатира ако не ја сметам за актуелна? Апсолутно само поради состојбата на нашето општество. Она што го пишувал Еразмо пред 5 века за западното општество, буквално за цел исток, ајде да не зборувам, не знам толку за подалечниот и таму бившите советски република, но за Балканот дефинитивно она што го напишал пред 5 века важи и денеска.